Почитувани, владата на СДСМ удира по джебот на граѓаните со откажувањето на ефтините летови на Визер. Заради неспособноста на криминалната влада на СДСМ, авиокомпанијата Визер почна да ги откажува своите дестинации. Граѓаните од оваа есен може да се збогуваат со ефтините летови до светските метрополи. Нема повеќе ефтини патувања, нема повеќе одење на гости кај своите роднини по светот. Смешни се оправдувањата на Сугарески дека тендерот е прекинат заради тоа што одозгора на пликувата во кои што била целосната документација за тендерите не било напишано целото име и адреса на компанијата Визер. Замислете ова им оправдувањето на владата за сериозна компанија како Визер, која годишно врши превоз на над 1 милион патници во Република Македонија. Чудно е како на ниту еден од функционерите на СДСМ што добија грантови преку фондот за иновации не им фалеше никакво име на пликот кога аплицираа, а токму на сериозна компанија како Визер фали. Дали можеби ова е уште еден начин да се изврши притисок од страна на Социјалдемократскиот сојуз врз авиопревозникот? Што ли сака да издействува криминалната влада на СДСМ со овој резил што и го прави на Република Македонија и низините граѓани? Неспособноста и хаосот во владата на СДСМ се повеќе наликува на еден трагикомичен филм. Нема да не зачуди ако утре излезат јавно и кажа дека Визер ќе го заменат со МВР Турс, а Шеќеринска ќе одвои еден од хеликоптерите од Министерството што ги користи за приватни прошетки на ручеци. Почитувани, со вакви чекори Република Македонија не оди во ЕУ и НАТО, туку назадува повеќе од 20 години наназад. Ова расипничко владење на СДСМ многу ќе ги чини граѓаните, а штетите почнаа да ги трпат уште во првата година од владењето на СДСМ. На крајот Република Македонија и граѓаните ќе победат. Ви благодарам.